Во наредните 15-20 минути, 18 минути ќе истераме една анализа со госпоѓа Теута Арифи, професор доктор Теута Арифи, сега веќе поранешен градоначелник на Тетово. Да не правиме многу долги воведи, госпоѓа Арифи, ако ми дозволите, накратко, што се случи на изборите, што е вашето гледање на локалните избори, каде се случи пресвртот помеѓу првиот и вториот круг на гласање? Да, секако благодарам за поканата. Нормално јасен е фактот дека јас бев во трката за градоначелник на Тетово и тоа за мојот трет мандат. После првиот круг испаднав прва во таа трка, значи оставајќи ги зад себе сите други кандидати, но во вториот круг фактички тоа што се случи е, би рекла, увертира на таа масата која беше собрана, сликана па дискутирана. И сметам дека целиот Мислите на оваа цела опозицијска сега активност? Се обединија сите уште во Тетово? Да, уште во Тетово. Значи тоа беше таа увертира каде што очигледно гласовите и како помошни што ги добив во текот на вториот круг и како поддршка, за кои сум многу благодарна. Значи 16.500 гласови, тоа се сериозен број на граѓани кои застанале зад вас и како резултат на тоа, значи не успеав да се изберам за градоначелник на Тетово. Добро, сега да поминеме со овој вовет на ово што ќе се случува. Таја маса, ако тогаш се обедини против вас, има добри шанси сега да урне и владава вечерва. Како и се чини таа прогноза? Па, нормално бројките се тие. Мнозинството кое е во собранието, значи е мнозинство кое од самите почетоци е потенко мнозинство, но сепак едно мнозинство која имаше и има една голема одговорност, не само во однос на фактот што ние сме членка на НАТО, туку и на тоа што не очекува и на што треба да се надеваме во декември, особено во процесот на отварање Се надеваме ли на нешто суштинско со Бугарија? Јас мислам да. Од каде ги црпите тие прогнози? Од ова што го следиме, има извесен напредок, ама сепак сме далеку од навистина пробив во тоа прашање. Јас сметам дека доколку одржуваме стабилност, доколку не успева во овие моменти тенденцијата не да се направи ново мнозинство, туку да се направат проблеми од типот да сега застануваме во процесите на кои сме тргнати, сметам дека во декември имаме добри шанси, значи да добиеме датум. Сакате да кажете дека доколку падне оваа влада вечерва, што е едно од можните сценарија, вие мислите дека оние што ќе следуваат нема да имаат така јасна политика кон целото прашање како вашата влада? Најпрво со самиот факт дека многу работи ќе станат по нестабилни во однос на тоа кој е текот и ориентацијата што ја имаме како држава, нормално е да очекувате дека и тие што ве поддржуваат во моментот и кои се ментори, поддржувачи, лобисти да отвориме процес, значи во декември, ќе имаат повеќе проблеми тоа да го аргументираат, а и не знаеме како ќе биде реакцијата и во соседна Бугарија. Ми давате простор за едно безобразно прашање. Али Ахмети си ги обави сите средби што треба да си ги обави. И со Мицковски се види и со Заев. 10 години дуи владееше со ВМРО ДПМН, сега е 4-5 години власт со СДСМ. Нема ли дуи да биде континуитетот во владата со Мицковски за да се одржи овој неопходна стабилност за која говорите и по бугарското прашање? Ве прашувам, можно ли е коалиција помеѓу ВМРО ДПМН и дуи ако? Јасно ми е. Значи, Демократската унија за интеграција никогаш не е влезена во коалиции врз некои нејасни ситуации. Секое коалиционирање што сме го направиле како политичка партија била резултат на избори и резултат на резултати на избори. И врз основа на тие
резултати, значи сме биле во коалиција и со ВМРО ДПМН, но денеска сме во оваа коалиција како резултат на избори, но и како резултат на политичка ориентација, значи на стратешките приоритети на владата, што се значи почитување на Охридскиот договор, на Преспанскиот договор и членството во НАТО. Така да нормално е дека вие мора да имате средби со сите, но да се одржувате кон принципот дека коалицирате врз основа на резултати на избори, затоа што ДУИ не е акробатска партија, како некои малечки партии на кои им треба некој да ги воведе во собрание и после тоа, значи, среде мандат во чувствителни ситуации, евентуално да кажете сега ние сме се налютиле, сега ние ќе одиме на страна, вака. Кај етничките македонци јасна е поделбата на левица и десница, се води жестока битка, таа е блокирачка една битка, тоновите се тие, опозицијата е многу пожестока, ама така и следува секоја опозиција е пожестока во критиките отколку оние кои што владеат. Меѓутоа и албанците се поделија прилично онака практично главната тема е, ајде ќе кажеме, на омраза и кон ДУИ, бидејќи ДУИ се смета за еден од главните фактори за блокирање на државата заради долго владење со институциите, 20 на години плюс минус сте на власт и така натаму, и веќе е кренато едно незадоволство од разни, а вие излегувате на избори и ги добивате. Сега на тоа следува пат сигурно, бидејќи они користат клиентела, притисоци од власт, имаше многу забелешки за локални полициски началници, не знам што е, не знам во Тетово како е вашиот полициски тогашен, како се вика тоа началник, се вика на полиција, што се прави така натаму. Како ги коментирате овие состојби? Редовно кога имам гостин кој што доаѓа овдека седнали сите опозицијски лидери, се разбира, имам потоа серија коментари баш онака, како да кажем, пресликани како ова што имаме коментари за ВМРО и за СДСМ. Како се доживувате сега и после овие локални избори, после сето ова како партија, како ДУИ? Значи и сега после овие локални избори, без разлика, значи, на фактот што има градови каде што сме победили и на други каде што не сме успеале да победиме, значи како корпус на гласови Демократската унија за интеграција стои како партија која ги доби најголемиот број на гласови на етничките албанци кои живеат во Македонија. Утре да имате избори, парламентарни избори, според тој број испаѓа дека нешто не само што ја сочуваме бројката 15 пратеници, туку може и да се искачиме повеќе. Па тоа е овој парадокс заради кој се наоѓа сега опозицијата, што сака да руши влада, ама не сум сигурен дали сака на нови избори. Па сака да руши влада, ама не знаеме фактички и ништо не покажа фактички што е нивното размислување за потоа. Значи, да, јас и денеска пишувам во мојата колумна, навистина е тоа голема неизвестност. Да, тоа е не само неизвестност, туку значи да тргнете само од идејата на рушење, без да кажете како ќе градите, а дел од градителите од самиот почеток на темелите покажува дека има толку големи разлики што ни заеднички темел нема да можат да основаат. Тоа значи една или еден голем прашалник дека стабилноста и многу сериозни глобални и заеднички наши интереси како граѓани се под знак на прашање. Јас ги разбирам и опозиционите албански политички партии кои сакаат, значи имаат намера да ја поведат нивната политичка битка против ДУИ, но не е доволно само политичка програма да ви биде рушењето на ДУИ, пошто очигледно албанците не мислат така. По својот глас тоа се докажува. Ајде сега да прашам за заедничкиот темел во оваа влада, каде што седат доминантно СДСМ и ДУИ. Очигледно е дека СДСМ е најголемиот губитник, заедно со Алијанса на албанците, веројатно, од другата страна на овие локални избори. Но очигледно е дека дел од тие загуби што ги прави СДСМ одат и на контото на ДУИ, затоа што постои еден голем дел во јавноста кој што смета дека ДУИ е партија која што е предолго на власт, која што ги носи, ги влече сите овие историјати со режимот на Груевски и така натаму. Не ве прашам во анализа за минатото, за тоа сме разговарали и секој има свој став за тоа. Подготвена ли е ДУИ доколку опстане оваа влада на Заев, да нешто промени и во својот состав на министри, портфолијата, размислувањата и така натаму? Или вие просто ќе кажете, гајте, ние победивме на изборите, ваш проблем, вие правите што сакате. Оти го разговараме за заедничкиот темел за кој
Ние сме говорите? многу свесни за динамиките во политиката и свесни сме дека апсолутно секоја динамика носи и своји размислувања, промени кои треба да бидат или треба да бидат кон подобро. За нас е многу важно, значи сите заедно да обстоиме на овој пат на кој сме тргнати како членка на НАТО, како земја која во декември треба да добие зелено светло да ги отвори процесите со Европската Унија и каде што исто така очекуваме да Европската Унија да рефлектира во однос на целиот развој на состојбите тука, дека не е во ред да бидеме оставени на чекална поради проблеми кои например не се проблеми кои се поврзуваат со стандардите и исполнувањето на стандардите на Европската Унија, пошто се уште не сме отвориле преговори за да видиме до кај сме и како напредуваме со тие стандарди. За нас тоа е од голема важност. Говориме за стандардите. Како му успева на Дуи да не биде вовлечен во ниједна истрага со сериозни криминални и така натаму? Гледаме и луѓе блиски на Заев, партиски кадри, сето тоа се отвори. Само Дуи 20 и кусур години ништо не му фали. Госпоđo Арифи, мора да го кажете рецептот. На што се должи Па, тоа? добро. Само немате да ми кажете дека вашите кадри се такви кои што апсолутно не се Најпрво тие процедури ги водат институции кои треба да ги водат, значи не ги водат политичките партии, а како втора работа на секој конгрес на партијата кажано и сме кажале дека нема партијата никого да штити доколку евентуално се огрешил во врска со законот. И нормално таа предпазливост е важна и треба да се има и предвид фактот дека во сите овие владења Демократската унија за интеграција била и останува многу важен фактор, но очигледно корпусот на владење и на власт што го има не е и толку голем за да можете, например, бескајно да чините добро и лошо. И тоа е една реалност. Значи сте втор партнер и не сме били, например, во ситуација да бидеме ние првиот партнер поради односот на сили и поради бројот на гласовите. Така да апсолутно е многу важно да уште еднаш да истакнам дека за нас останува висок приоритет процесот за да стигне до декември до Европска унија. Во оваа влада сегашнава, која ќе видиме како ќе помине вечерва со гласањето за нејзина недоверба, така се случи, за мене тоа сосема случајно, но е символично. Клучните ресори за економијата ги држат албанци. Од подпредседателот на владата кој е член на СДСМ, министерот за финансии, министерот за економија, поминуваме низ едно тешко време, пандемија и така натаму, се чини дека една стабилност се одржа без разлика на сите критики зашто има право опозицијата и така натаму. Сега вие сте без работа, а предпоставам дека амбициите не ви се да останете долго без политички ангажман. Го направив овој вовед за економијата затоа што има други ресори каде што достигањата не се така добри како во овие ресори. Јас, например, мислам и е постојана разговорна критика е овој проект едно општество за сите, кај што мислам дека Артем Груби покажува недоволни, дури ми се чини дека не го разбира ни концептот што е тоа. Тоа не е пост-Охридски договор за аритметики и математички за пополнување работни места, туку е еден многу напреднат друг вид на проект што треба да се одвива. Тука е вината и на Заев, се разбира, бидејќи освен зборување, ми се чини дека го подценија тој проект. Имате ли ви амбиција да влезете во она што инаку сте го работеле во животот како политички ангажман во политички систем, надворешна политика и така натаму, ќе се прават рокади? Ве прашам директно затоа што тоа ќе биде веќе утре тема ако доколку оваа влада преживее. Знаете, јас бев заменик премиер за европски интеграции, со комисионерот Филе ги отворивме процесите тогаш во едно многу чувствително и тешко време. Секогаш било Македонија. Да, многу беше и тоа беше многу чувствителен период. Кога бев повикана за да одам да се тркам за местото градоначалник на Тетово и тоа го примив како предизвик и со чест кон моите граѓани, кон моите сограѓани во Тетово. Не сум никогаш тркач по позиции.
Едноставно сум секогаш спремна да се прифатам со предизвици кога времето и состојбите го бараат тоа од мене. Во моментот нормално дека јас ги имам и своите интелектуални обврски од кои никогаш не сум се ни одделила, но тоа што е најважно е најпрво да се види да помине дебатата во собранието и да останеме значи во контекстот и во евроатлантскиот курс. Сметам дека тоа е најважното во моментот. Тоа е она што обединува се во ДОИ. Гледам дека и оние фракции и струи кои што беа против и така натаму изгледа јасно сега за Дали Ахмети. Нема дилеми во Ама однос тоа до се чини, ситуација. да, тоа е во ред, ама тоа се чини како и чекање на оваа прилика, ако обстои владата, да и тие сега рефлектираат во нова една реконструкција. Оти госпоѓа Арифи, ако обстои владата и ако Заев додржи да си ја задржи привремено, макар ова повлекување на оставката, каква смисла ќе има таа влада само ако продолжи вака како што одеше, без никакви промени? Претпоставам дека и Заев, кога веќе останува, ќе се нафати на нешто што ќе биде покрупна некаква промена кадровска, може би политичка во одредени сектори и така натаму. Што се вашето очекување? Секако дека обстојувањето ќе повлече и големи внатрешни дискусии кај нас, кај сите нас, како чинители на таа власт, како да се подобри, ефектуира и да бидеме поефикасни во тоа што се работи. Имајќи го уште еднаш предвид фактот дека нормално работиме во многу отежнати состојби, во време на пандемија, во најава сериозна за економска светска криза, така да сето тоа нормално дека ќе бара сериозно и длабоко размислување и подобрување на капацитет. За крај да ве прашам, читам Сабајдева утринава дека Касами ги сопирал сите проекти за инвестиции во Тетово и ги отвара за да види дали се местени тендери, дали има, како да кажам, основи за корупција и криминали и така натаму. Како реагирате на тоа, бидејќи цивилизирано си ги предадовте обврските, но ова е нешто што нормално следува? Нормално, најпрво дека беше моја обврска да ја почитувам волјата на граѓаните и за прв пат, значи во општина Тетово да се направи една нормална протоколарна примопредавање што е обврска демократска на секој претходен градоначалник. Апсолутно ние сме биле максимално ангажирани за многу инвестициски проекти во Тетово. Очекувам и посакувам сите тие да продолжат, пошто се за доброто на граѓаните, доколку некој има потреба да го разгледа, да го простудира, да го анализира, апсолутно да. Теута Арифи, благодарам за овој утренски брифинг. Ќе видиме што ќе се случи точно вечерва. Искрен да бидам, јас немам... Знаете како избегнувам прогнози за нешто што ќе се провери за 5 сати или за 10 сати. Па и не треба да прогнозираме. Ќе видиме, тоа е во рацете на демократско избраните пратеници. Така е. Ви благодарам за ова гостување и се надам ќе се видиме сега кога веќе не сте толку оптоварени со функции, можеби почесто во студио.